Секој петти граѓанин во земјава е млад човек на возраст меѓу 15 и 29 години, но споредено со пописот пред 2 децении, нивниот број е драстично намален. Трендот на емигрирање на младите надвор од земјава не запира, а причините не се само од економска природа, туку генерално незадоволство од квалитетот на живот, кој подразбира и образование, чиста животна средина, здравствени услуги, па и владење на правото. За овие трендови кај младите разговаравме со Анита Николовска, извршен директор на организацијата Младите можат. Огромно намалување на процентот на млади, споредено со 2002 година. Од 24 на само 18% млади во земјава се постојат, толкав е процентот на млади. И кога зборуваме за причините, можеби се уште до некаде економските причини се на прво место, односно вработувањето, меѓутоа не изостануваат многу близок процента заради квалитетот на живот. И кога зборуваме за квалитетот на живот, навистина е голем широк спектар на работи кои што ги засегаат младите. Тука е квалитетот на живот во однос на заштита на животна средина, во однос на здрав воздух, во однос на здрави услуги кои што ги имаме, нели, здрав начин на живот, исхрана и слично. И сведоци сме дека се поголем број на млади, меѓутоа и на возрастни граѓани заменуваат заради квалитетот на воздухот, особено во овие зимски периоди. Меѓутоа, ако зборуваме квалитетот на живот, тука зборуваме за квалитет на образование. Навистина, процентот на млади кои што се селуваат заради образование можеби највисок и младите не се задоволни од образовниот систем. Тоа го покажуваат и нашите истражувања, меѓутоа истражувањата на различни фондации и меѓународни организации кои што работат во земјата, кои што навистина загрижувачко ниво. И постојано се, иако се предлагаат нови препораки, нели, како да се подобри, се уште немаме донесување ниту на законот за средно, ниту на законот за високо образование, ниту на закон за младински стандард. Некои прашања кои што особено како организации нас не засега и од огромна важност донесување на закон кој што ќе нема да подразбира само студентски стандард, туку младински како категорија. Младите се уште се навистина ранлива категорија, не постојат системски решенија, би рекла, во оваа насока, односно нема политики кои што директно влијаат на младите. Имаме различни стратегии, ја донесовме конечно стратегијата за млади, нели, за наредниот период, меѓутоа важно сите овие стратегии да не бидат само на хартија, туку да ги имплементираме. За жал претходната стратегија многу малку се имплементира. Дека законите што ги засегаат младите функционираат само на хартија, зборува и слабата примена на Законот за младинско учество и младински политики, кој требаше суштински да им голесни патот до властите и да ги вклучи во донесувањето одлуки. Го имаме Законот за младинско учество и младински политики, кој што беше донесен па и не толку неодамна. Меѓутоа, сите анализи и целиот мониторинг на законот покажува дека многу малку се имплементира, односно не се отвараат младински центри во секоја општина, иако тоа беше обврска која што секоја општина требаше да исполни во 2 години од донесување на законот. 2 години измина, имаме само помалку од 10 младински центри кои што се отворени, за разлика од бројот на општини кои што ги имаме. И имаме можеби службеници за млади назначено, меѓутоа се уште таа како да кажам, таа функција не е препознаена од младите. Тоа се најчесто други вработени во општината на кои што им се додава само една обврска и не ги знаат потребите на младите, така што тоа е се уште нефункционално. Се уште немаме локални стратегии за млади, кои што ќе бидат во линија, нели, со националната стратегија, ќе опфаќаат локални политики за млади, така што тоа е уште една причина на младите не се гледа на долгорочно и системски. Младите се разочарани од квалитетот на живот кој што се нуди и на локално и на национално ниво, и ета, тоа можеби се главните причини кои што ги тераат младите да се заминат. Според Николовска, кариерниот развој на младите луѓе исто така е ограничен со недоволна примена на законските решенија, па токму затоа најголем дел од нив, не знаејќи што да прават, само продолжуваат да се дообразуваат. Кога станува збор за кариерниот развој пак кај младите, се уште имаме нефункционални кариерни центри, се уште немаме закон за средно образование кој што ќе ги регулира овие прашања, иако во текувниот закон се регулирани овие прашања, функционалноста на истиот не е во пракса, не е исто, затоа што кариерните центри во средните училишта, меѓутоа исто така и на факултетите, на универзитетите не се разработени, не се функционални, иако
можеби како кариерни советници постојат, меѓутоа во самите училишта истата улога не е нели препознаена, најчесто тоа се одредени професори кои што заземаат некои предмети и слично, така што овие две прашања се навистина од голема значајност кога станува збор за вработувањето кај младите, односно за пронаоѓањето на нивната кариера понатаму во животот, за одлуките кои што ги носат. Токму затоа имаме нели млади кои што се поголем број од младите се запишуваат на факултет без да бидат свесни за сите опции кои што постојат, можеби за отворање на свој бизнис, можеби за посета на за вработување во одредена струка и слично, па затоа младите можеби посегаат по најбезбедното да се запишат на факултет, па дури после факултетот да не знаат што да прават. И се уште огромно време е потребно по завршување дури на факултетот младите да најдат работа. Така што економските предизвици и причини се се уште тука. Ја прашавме Николовска колку како млади луѓе сметаат дека државата има слух и ги адресира предизвиците со кои што се соочуваат, односно колку навистина работи да ги задржи дома и да го запре трендот на масовни емиграции. И она што го прави државата не е доволно, затоа што можеби ќе се донесат одредени политики, законот за младинско учество после толку борби, после толку години се донеса, меѓутоа сега од оваа гледна точка сето тоа беше нели џабе. Законот не е имплементиран и сите оние политики кои што ги креираме за младите, супер носиме законски решенија, сето супер изгледа на практика, на хартија во пракса не функционира истото. Така што државата би рекла дека реагира реактивно кога ќе се случат одредени работи, како што ги имавме ситуациите со булингот, со насилството, се закажа неколку состаноци од министерството кои што беа поврзани нели за тогашните случувања, меѓутоа сега не гледаме дека е нешто променето, ниту е донесен, немаме никаков правилник како зборуваме за образованието за спречување на насилство во самите училишни средини. Така што иако се реагира малку реактивно, не се носат системски трајни политики кои што гарантираат подобри услови за младите. Од друга страна, според Николовска, младите луѓе не се ниту доволно вклучени во донесувањето одлуки, а за тоа се виновни и самите тие, односно нивната недоволна ангажираност, но и државата која што потврдила да ги вклучи во процесот. Низок е процентот на млади кои што биле вклучени во било каков процес на носење на одлуки. Имаме само 30% кои што биле консултирани на некаков начин за креирањето на локалната стратегија во оние општини во кои што ги имаме, во кои што ние работевме изминатиот период, така што тоа навистина многу мал процент. Многу мал процент на млади воопшто имаат слушнато дека постои некакво тело, некаков закон кој што треба да ги обединува младите, така што тоа не е се уште показател дека младите не се вклучени во донесувањето на одлуки. Исто така во истражувањата младите беа запрашани колку често, односно колку имале шанса да присуствуваат на седница на совет или да дадат некој предлог на општината, и младите не ги знаат воопшто овие механизми. Така што барем на локално ниво општините се уште остануваат затворени места за младите, не се достапни за младите, бидејќи на младите нема да отидат никогаш на состанок со градоначалник или слично, така што треба да најдеме механизми, дигитални услуги кои што ќе можат младите да ги користат, да можат да предложат решенија, да можат да учествуваат во вакви закони, секако. Треба и да бидат поканети за да дојдат, бидејќи младите не се доволно информирани, особено во можеби помалите средини, така што не се вклучени, би рекла, се уште доволно во процесите на донесување на одлуки. Се уште гледаме доста често и млади кои што имаме токенизам, млади кои што се донесени можеби на настани кои што треба да означуваат некакво високо носење на политики, меѓутоа кога станува збор за директните процеси каде што треба да биде кажан гласот на младите, не би рекла дека се уште не е доволен.